Јаглехидратите по хемиски состав се полихидроксилни алдехиди или кетони или соединенија кои при хидролиза даваат полихидроксилни алдехиди и кетони. Алкохолите може да реагираат со алдехидите и при тоа се добиваат хемиацетали или полуацетали. Алкохолите може да реагираат и со кетоните при што се добиваат хемикетали или полукетали. Во молекулите на алдохексозите, хидроксилната група од петиот јаглероден атом се сврзува на карбонилната група и се образува цикличен полуацетал, при што во прстенот влегува и кислородниот атом од хидроксилната група од петиот јаглероден атом. Бидејќи двете функционални групи, карбонилната и хидроксилната, се наоѓаат во иста молекула, врската е интрамолекулска. Првиот јаглероден атом, кај алдохексозите, кој е sp2 хибридизиран, во отворена низа, при циклизација станува нов хирален јаглероден атом и sp3 хибридизиран. Новата хидроксилна група, која што се образува при затворање на прстенот, се нарекува полуацетална хидроксилна група. Бидејќи овие прстени што настануваат при затворање на прстенот, потсетуваат на пирански прстени, кои се всушност шесточлени прстени со кислород како хетероатом, се нарекуваат пиранозни форми. Доколку со циклизација настануваат петочлени прстени, тие се нарекуваат фуранозни форми, бидејќи потсетуваат на хетероцикличното соединение фуран, кое во прстенот исто така има кислород како хетероатом. Цикличните форми на глукозата се означуваат како циклични полуацетални форми. Овие две форми се разликуваат само во конфигурацијата околу првиот јаглероден атом. Ако хидроксилната група во цикличната структура на глукозата се наоѓа под рамнината на прстенот, се означува како алфа-Д глукопираноза. Ако хидроксилната група во цикличната структура на глукозата се наоѓа над рамнината на прстенот, се нарекува бета-Д глукопираноза. Овие соединенија што се разликуваат во положбата на хидроксилната група на првиот јаглероден атом се нарекуваат аномерни форми или аномерни јаглехидрати. Алфа и бета формите се представени со Хауартови формули, кои се перспективни формули, каде што цикличните форми на јаглехидратите се представени како планарни молекули. Цикличните форми на глукозата може да се представат на различни начини. Тука се представени со проекциони формули со кислороден мост, како што е формула 1 и формула 2, додека во средина е представена алдехидната форма со отворена низа. Во водните раствори, цикличните конфигурации на јаглехидратите покажуваат мутаротација, односно променлива ротација, при која вредноста на оптичката ротација се менува во текот на времето. Формулите на јаглехидратите, поточно на глукозата, може да се представат и со конформациони формули. Најстабилна конфигурација кај хексозите е конфигурацијата столица. И фруктозата може да биде представена со Фишерова проекција формула и може да образува циклична полуацетална форма. Но разликата со глукопираноза е што кетоформата со отворена низа се затвара преку кислороден мост кој се образува меѓу кетогрупата на вториот јаглероден атом и хидроксилната група на петиот јаглероден атом, при што се образува фруктофураноза. Во овој пример дадена е формулата на кетоформа на Д-фруктоза во отворена низа, како поминува во алфа-Д-фруктофураноза, односно на хемикетал и е представена со Хауартова формула. За поедноставно и попрегледно представување на молекулите на јаглехидратите се користат и модели, како што се користат за представување на другите органски соединенија.